Ви благодарам. Почитувана колешке, бидејќи говорот ви беше повеќе политички отколку стручен, морам и во ова насока и да ви одговорам. Во однос на тоа дека судството ни е неефикасно, потврдивте и самата, да, тоа е во ред. Замолам за внимание во салата. За Почитувани колеги, признанието дека е така и дека судството ни е неефикасно и немаме правна држава. Тоа го потенциравте од овде со вашата реплика и е така. Добро е што ја констатиравте. Меѓутоа, не заборавајте дека веќе сте на власт повеќе од 4 години, почитувана колешке, и дека овие реформи кои што се предвидуваат и секогаш се во најава од, ќе ви кажам, Советот за реформи во правосудниот систем начело со премиерот, од заплашувањето на судиите предизборно со ветинг, секогаш предизборно имате одредена теза која се однесува конкретно на реформите во правосудниот систем, но немате ништо од тоа. Не заборавајте, не може да биде причина самораспуштањето на собранието од неколку месеци за предвремените парламентарни избори за целата катастрофална состојба во која што се наоѓа судството, почитувана колешке. Туку мешањето на извршната власт од типот, цитирам, премиерот Зоран Заев вршеше притисок врз мене да влијам на одредени членови на судскиот совет за смена на еден председател на суд, кажа денес градоначалникот на општина Сарај, господинот Блерин Беџети. Ваш коалиционен партнер, кој што директно, експлицитно изјави дека премиерот вршил притисок за промена на председател на суд, следствено на тоа истото ќе се бара и за кој да биде назначен. Ова е мешање во извршната власт, почитувана колешке, и затоа ви кажав, судството не ни функционира и вината морате да се ја земете кај вас. Престанете да се однесувате како опозиција и престанете да ја префрлате вината секогаш на опозицијата. Да, сите овие реформи кои што ќе се во насока на подобрување на судскиот систем, сме овде да ги разговараме, потенцирав и на председателот, значи заеднички да ги решаваме, бидејќи е од интерес на секој еден наш граѓанин, на секој, вклучително и мене, и вас, и сите. Затоа стоиме на располагање во овој дел да можеме да ги подобриме перцепцијата и функционалноста на самиот суд. И уште еднаш сакам да ви потенцирам дека ниту ВМРО ДПМНЕ, ниту опозицијата ги контролира меѓународните релевантни организации и фактори кои што не вкрстуваат во хибридни режими и не ставаат на 111-то место по степен на корупција. Ниту е ова од нас, од опозицијата овде, ова се релевантни институции и фактори, State Departmentот исто така има сериозни критики во овој дел, тие се добронамерни. Треба да се запрашаме за што станува збор и сите заеднички да ги решиме. Меѓутоа, одговорноста е на мнозинството и на власта која што во моментот има ставено шака, дланката е ставена на судството и судството не може да дише со сите оние аргументи и докази кои што ги презентиравме, а секако верувајте, извештајот за 2020 година ќе стигне овде за месец-два, ќе го разгледуваме и да видиме какви подобрувања има во однос на овој извештај. Ви благодарам.